Зајакнувањето на парламентарниот надзор преку зголемена соработка меѓу Собранието и Државниот завод за ревизија е насловот на настанот кој денес се одржа во Собранието, на кој акцентот беше ставен на институционалната улога и надзорната улога на Собранието, соработката помеѓу Собранието и Државниот завод за ревизија. Собранието е цврсто определено ревизорските извештаи да ги третира со највисока важност и да ги претвори во дебата, одлучување и институционална корекција, рече председателот на Собранието Африм Гаши во неговото обраќање на настанот посветен на надзорната улога на Собранието. Според Гаши, пратениците и службите во Собранието, ревизорскиот извештај не треба да го третираат како материјал за читање, туку суштински да го разгледаат и третираат. Бидејќи, како што знаете, постои едно непишано правило во ревизијата кое вели тоа што не е документирано, не е ни направено. Затоа, во периодот што следи, Собранието ќе се насочи кон конкретни чекори во оваа насока. Прво ќе ги зајакнеме механизмите за следење и спроведување на одите и препораките од ревизијата. Второ, ќе ги унапредиме парламентарните капацитети за толкување на ревизорските извештаи. И конечно, ќе го усогласиме нашето законодавство со европските стандарди за јавна ревизија, вклучително и со донесување на новиот закон за државна ревизија. Според шефот на мисијата на ОПСЕ во Скопје, Килијан Вол, оценките на мисијата на ОПСЕ ОДИХР на телото на Советот на Европа за борба против корупцијата, како и на Венецијанската комисија, нагласуваа дека одлика на функционалната демократија е колку ефикасно парламентите се вклучуваат со наодите за надзор и колку доследно ги следат препораките. Како пратеници, знаете дека имате клучна одговорност да барате отчетност од владата и државните институции со цел, меѓу другото, јавните ресурси да се управуваат законито, транспарентно и во најдобар интерес на граѓаните. Првиот чекор, секако, е расправата и усвојувањето на законите и буџетите. Тоа е основата на секој парламент, но вториот чекор е подеднакво важен. Тоа е надзорот. Главниот државен ревизор Максим Ацевски рече дека ревизорските извештаи представуваат релевантна и стручна основа за остварување на надзорната улога на Собранието. Но ревизијата не се однесува на констатирање на слабост. Таа станува вистински инструмент за напредување на нашите институционални системи за зајакнување на финансиската одговорност со цел спречување на идни неправилности. Надзорната улога на Собранието представува еден од темелните столбови на парламентарната демократија. Преку разгледување ревизорските извештаи, организирање расправи и барање институционална отчетност од субјектите на ревизија, Собранието обезбедува демократска контрола во трошењето од јавните средства и придонесува кон напредување на транспарентност и одговорноста во јавниот сектор. За надзорната улога на Собранието и улогите на комисиите зборуваа и Сања Лукаревска, председателка на Комисијата за финансирање и буџет, и Бојан Стојановски, председател на Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика. А во продолжение се разви дискусија во форумот и за улогата на Државниот завод за ревизија во поддршка на собранискиот надзор и за употребата на ревизорските извештаи од страна на Собранието, тековни практики, предизвици и можности.